ќе ви изненадат временските промени или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме или кога барате предизвик. Верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Alkaloid. Време за следниот презентер, поточно презентерка. Станува збор за една наша бивша ракометарка, која ќе ги додели следните награди. Ја поканувам на сцената Наталија Тодоровска. Десно крило. Добро вечер. Огромна чест и задоволство ми е да бидам присутна вечерва на доделување на награда на Златна Бубамара. Ракомет во Македонија многу е популярен. И од наши редови има излезена много добри спортисти, ракометари, врвни. Ова вечер сакам да доделам награда на еден врвен спортист, ракометар, кој бил најдобар стрелец во Лига на шампиони, најдобар стрелец на европски и светски првенства, кој има дадена најмнога голови за македонска репрезентација. Легенда на македонски и светски ракомет Кирил Лазаров. Добро вечер на сите присутни. Огромна чест и задоволство е вечерва да бидам овде и да бидам со вас. И чест ми е да бидам еден од наградените вечерва на ова престижна манифестација. Манифестација со традиција, манифестација со огромен квалитет, со огромна популарност и манифестација која што покажува константност во незиното постоење. Таков еден успешен спортист бев и јас, кој што бев константен во изминатите повеќе од 2 децении, пред све со нашата национална селекција на Македонија, како и со клубовите во 5 различни држави, каде што на индивидуален план гордо ја презентирав нашата сакана држава Македонија. Се надевам дека во изминатите 2,5 децении, барем малце јас и моите колеги, пред се со националниот рез, успеавме да ве израдуваме и да ве направиме горди македонци. Спортот е амбасадор на една држава и треба да го негуваме, да го почитуваме и подражуваме и да вложуваме во спортот. Затоа за она што се бориме, за нашиот идентитет, мислам дека спортот е првата, основна и најважна работа. И само преку спортот и преку нашите национални селекции во сите држави, во сите спортови, се извинувам, можеме да допринесеме со ваша подршка и во иднина да бидеме уште поуспешни. Благодарам на Ранко и на Бубамара и се надевам ова Бубамара дека ќе ни донесе многу среќа во сите спортови на националните селекции во годината што престојува. Благодарам што.
Да ви кажам дека оваа година организаторите испратија мејлови до сите наши фанови што со години доаѓа на Бувамара и за прв пат ни се случи следново. Многу од тие мејлови ни се вратија со порака дека оваа година нема да можат да присуствуваат на Бувамара, туку ќе не гледаат на телевизија во далечната Австралија, во Канада, во Америка, во Шведска. Балканот се опустошува, Македонија заедно со него. Според последниот попис, па до денес 6% од младите се иселиле. Еве, јас ја спомнав сестра ми Тања, ајде да бидеме искрени малку на Бувамара. Нека дигне рака секој оној што има некого во странство, роднина, пријател, комшија, колега од работа. А згради со празни станови, полупразни училишта, празни градинки. Еден од најпознатите наши иселеници се викал Константин Миладинов. И пред повеќе од 150 години има напишано легендарната Тъга за југ, која е преведена на 42 различни јазици. Ова вечер Тъга за југ им ја посветувам на сите оние што си заминаа од Македонија. Со нивна надеж дека никогаш нема се вратат, со наша надеж дека ќе доаѓаат што почесто. За оваа прилика го поканувам маестро Дамир Имери да биде тука и го поканувам кавалџијата Александар Јовевски. Орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбол, Кукуш да видам дали срцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде срце ме стретит, ако пак мрачно срцето светит на пат далечни, ја ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Каде срцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мъгла земја покрива. Мразои, снегои, пепелници, силни ветришча и виулици, околу мъгли и мразој земјија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам, на наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората греј душата и срце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сата раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева е хубавина. Е тамо по срце в кавал да свирам, срце да зајдвит, ја да умирам.
Благодарам. Сега поканувам две интересни личности, така е барем по сценариото. Прво е поканувам мојата колешка, Драга, еден од тоние што ја спремаа за приемниот испит на Факултетот за драмски уметности сум и јас. Талентирана, и актерка, и балерина, пее, игра, кореографии прави. Катерина Шехтанска! И друштво ќе и прави. Уште една посебна личност. Чекај да си ја бацам. Станува збор за еден детски хирург, кој го запознав овие денови. Всушност, тој е првиот човек што направил трансплантација на бубрек кај дете. Уште 2009 година има направено над 30 такви операции, работеше долго време во Турција, но се врати во својата Македонија, доктор Ристо Симеонов. Голема чест и задоволство е вечера да бидам овде меѓу најдобрите. Голема чест и задоволство е да доделам награда во волку прекрасна атмосфера. Наградата за етно песна на годината ја добива Давид Темелков за песната Мојата Македонија. Честитки до Давид, честитки до сите наградени. Верувајте и творете за Македонија, вие сте најголемите амбасадори на вечната Македонија. Честитки. Добро вечер, Македонија. Јас вечерва не спремив говор. Би сакал да ви се заблагодарам на оваа прекрасна награда. Прв пат присуствувам на Бубамара и мило ми е што ќе се вратам дома со полни раце. Ви благодарам. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се назреќа мириса, мириса на Македонија. Кај што се назреќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува. Денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне. А штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пеам малку е, срце вели дома врати се. Има само лек за душава, тоа е мојта Македонија.
веруваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, и таму нема човек лош. Таму збор е вреден како грош, и таму нема човек лош. Таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува. Таму песна болка лекува. Еј, што да кажам, малку е, срце вгради ке ми распукне, а штом тоже зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Ех, да можете, но не можете, со мои очи да ја видите, би знаеле, еј, колку сакам дома да се врата. Благодарам Македонија, благодарам Бубамара, благодарам Александар, благодарам прекрасен бенд и прекрасен оркестр. Ви благодарам. Ве молам еден голем аплауз за оркестрот и за бендот. Да живее Македонија, вечна. Кој сака да си чуе песна нова, песна стара, ке ја најде за секунда на оваа фреквенција, ако ја бара. Скопско радио, радио Бубамара. Во септември 2023 година се одржа музичко-сценскиот спектакл Фолклорно-класична симбиоза на националните установи Национална опера и балет и ансамблот за народни игри и ора Танец. Спојна традиција, убавина, идентитет. Под диригентската палка на маестра Бисера Чадловска имавме можност да ги слушнеме и видиме симфонизираните антологиски кореографии Осоговка, Малешевка, Жетварка, Пиринско пролетно цвеќе, Водарки, како и многу други македонски орски и вокални мелодии, преточени во новите аранжмански партитури на Дарко Илиевски. Овој сценско-уметнички проект е замислен како музичка фузија на две различни традиции – класиката и фолклорот. Подкрепени со автентични визуализации, се реализираше заедно со повеќе од 130 учесници на сцената на Националната опера и балет. За идејата, новите аранжмани, за радоста што ја донесоа на сцената, симбиозата на Танец и Националната опера и балет,
Ја прогласуваме за сценски проект на годината и очекуваме да биде повторена за зачувување и негување на македонската традиција. А сега на сцена ги поканувам да дојдат Орце Ицковски, уметнички раководител на операта, и Дарко Илиевски, автор, аранжер и раководител на оркестарот на танец. Добро вечер. Мене ми припадна таа чест вечерва во името на Националната установа Танец да ја примам оваа награда заедно со колегата Орце од Националната опера и балет. Оттаму во име на директорот на Националната установа Танец Мартин Вучич, кој практично беше иницијатор на овој проект, во името на директорот на Националната опера Васо Ристов, која поддржа идејата и ја препозна визијата дека на крај се до тоа ќе излезе еден фин проект кој што на некој начин ќе допринесе на возбогатувањето на македонската музичка култура и култура воопшто. Во името на сите учесници, во мое лично име, на целиот тој тим кој што неуморно работеше со месеци сето тоа да изгледа онака како што изгледаше. Во името на моите колеги, дел од колегите се вечерва и присутни и од танец и од македонската опера и балет, му благодарам на Ранко и на Радио Бубамара за отстапениот медиумски простор, за отстапениот простор вечерва, за сето она што се кажа за овој проект, како што тоа се убаво го склопи Катерина. Ви благодарам. Верувам дека ќе продолжиме со соработките и дека ќе во блиска иднина ќе направиме нешто повторно убаво и ќе ви овозможниме да бидете дел од едни специфични симбиози, специфични формации кои што во нашето постоење како две национални установи до овој момент ги немав. Благодарам на сите, благодарам уште еднаш на Радио Бубамара. Исто јас би сакал во името на Македонската опера и балет да се заблагодарам за наградата. Потоа исто така благодарност за учеството на сите учесници кои помогнаа овој проект да блесне во ова светло, нели да ја добиеме наградата. Благодарност до Министерството кое што го поддржа како проект кој што ја прикажува нашата традиција и нашата култура и нормално проект кој ќе продолжи понатака да ја представува и нашата држава надвор од нашите граници. Благодарам. Најниски цени од А до Ш, со попусти до 50%, Samsung правосмукалка 12.990, Adidas машки патики 2.890, Xiaomi прочистувач 9.899, а на нас, клик, бум, трас! Специјално признание доделуваме и на графичкиот дизајнер Ласко Ѓуровски, илустратор, типограф и графички иноватор, автор на многу кирилични фонтови. Ѓуровски годинава ги создаде фонтовите Рацин и Илинден, едниот кириличен и ракописен, другиот стамен, печатен и револуционерен. Со можноста да ги користиме овие фонтови во секојдневната работа на компјутерските тастатури, ја негуваме посветеноста на мајчиниот јазик и на кирилицата и се отвараат нови можности за пишување на нашите идеи. Со нив се збогатува поентата на мотото "Пишувај на кирилица, за да не заборавиш да мислиш". Јас напишав нешто кратко, за да испочитувам тоа што наградата се доделува за македонска кирилица, па редно е тоа да го прочитам. Напишано е на кирилица, се разбира. Им благодарам на Академијата на Бубамара за укажаната чест, мене лично, а уште повеќе на македонската кирилица. Постојат илјадници страници напишани со македонска кирилица, кои се неизбришливо сведоштво за нашата писменост, за нашиот идентитет, за нашата Македонија и нејзината вековна борба за културна равноправност во светот на цивилизираните народи.
За жал, во ова време, кога се негира се што е македонско, кирилицата е препуштена на забот на времето. Но никој не може да го избрише она што со неа е запишано во нашите души. Пишана трага за нашето постоење како народ и нација, во времето и во историјата. Токму затоа, македонската кирилица заслужува да ја поставиме на исто рамниште со сите светски писма. За да го осветли светското културно богатство со сета своја раскош и убавина, содржана во незината едноставност. Секој глас една буква. Македонскиот јазик и македонското кирилично писмо се загрозени пред се од самите нас, кога зборуваме и пишуваме неправилно и несоодветно. Затоа, да ги употребуваме правилно, да ги афирмираме и потврдиме во светот, како скапоцена придобивка од една култура и цивилизација која заслужува почит и поклонение. Ви благодарам. Би сакал да ја искористам оваа прилика да кажам дека јас сум автор на логото на Буба Мара. Го направив пред 30 години, а Буба Мара слави роден ден утре и затоа сакам да го честитам роден денот на Буба Мара и да посакам успешно да лета и понатаму, како што леташе овие 30 години, им слета на рамото, им донесе среќа на многу наши уметници од различни области. Честитки, Буба Мара!